пошто е лепо васпитан дечко, овој што го викаат по емисии исто као аналитичар нешто го пишуваат, овој како се вика Рангеловиќ, Иво мислам дека му име, пошто изгледа на фино васпитан дечко, и јас ќе пробам некои работи многу воспитано да му контрирам. Латас убаво му кажа у еден момент, беа само вистина, ја ќе се обидам малце поинаку да му го нацртам тоа. Дечкото знам дека има студирано, живеено, студирано у Америки и такви работи. Не знам што им прават тамо кои ќе отидат да студираат, веројатно прифаќаат дел од тој систем, нивниот менталитет, нивниот начин на размислување, нивните погледи за политиката, за демократијата, за слободата, нивната вистина генерално ја презимаат и понекогаш тешко ја ставаат на преиспитувањето и познам и други такви, како него што студирале или се уште живеат во Америка, кои што исто така имаат ригидни ставови, демек се што доаѓа од тамо, од Америка е од Бога дадено, се друго е ерес. Генерално такво има размислувањето и генерално секогаш се американците тие што се во права, а секогаш оние останатите, тоест нивните како да кажам главни конкуренти во светската политика, дека се тие све она што е најлошо на свет, нели се опозит од американците. Ја не знам од каде доаѓа логика има, зошто така се ставаат како апологети на се што е американско, значи се во голема рака американофили или америкофили, што не е ништо страшно, мислам. Пошто ако по тоа се подразбира растење, развивање, себеосознавање во едно влијание, во еден амбиент на американска музика, американска литература, американски филмови, Холивуд, што и да. У таа смисла немам ништо против. Но, се прашувам една работа, баш Иво може некојаш ако се видиме да ми одговори, која идат у Америка да студираат, дали ви ставаат нешто во коката кола? Некоја, појма немам, субстанца, халуциноген, свети печурки, ајахуаска, појма немам, нешто. Лата Сува ти кажа дека си многу општ у излагањата и апсолутно беше во право, од типот на не е битно, да не навлагам у детали, да не ова темава да нема. Ќе бидам ја поконкретен од тебе. Дечко, не можеш да кажеш дека Македонија 35 години ја игра улогата на жртва. И дека сме требале тој наратив да го смениме. Така што сме требале да се преиспитаме себе и нашето глумење од позиција на жртва или глумење на улогата на жртва. Ние да бидеме тие што се преиспитуваат, зашто во наш била грешката, зашто сме биле исто така и многу разединети сме, не можеле консенсус да постигнеме. Сето тоа што го збориш, оди во прилог на сите непријатели на македонскиот народ и на Македонија. Свати го дека го зборам и од позиција на жртва. А сега ќе ти кажам нешто. Пошто таму изгледа кој ќе ви стават во коката кола нешто во Америка, вие овие работи не можете да ги видите. Дечко, Македонија, македонскиот народ, и де јуре, и де факто, се ставени во позиција на жртва. Се ставени на олтарот да бидат жртвувани во контекст на некоја регионална политика, ако не и нешто пошироко. Значи, македонците се ставени веќе на жртвениот олтар да бидат принесени како курбан во корист на нечии други интереси, или, уште побаво, би дошло кога македонците сами би се само жртвувале на истиот тој олтар. Или во превод, рецимо, сами себе да си одсечат главата.
Тоа се очекува од македонците, од македонскиот народ 35 години наназад. А кога ќе видат дека ние сами некако не ни е баш драго да си ја отсекуваме главата, или раката, или ногата, ондо ни не отсекуваат. Дечко, ако малце те пушта ова ефективе од тоа што ти имаат ставано во Кока-колата во Америка, таа субстанцата, може ли ти мене вака да ми одговориш? Дали има друга земја во Европа или светот од која што е барано толку бескрупулозно, толку безобразно, толку дрско да се само укине себе си и сопствениот народ, државотворниот народ? Дали постои друга земја на која не е било дозволено да пријави своје знаме во Обединетите нации, да не биде признаено знамето, да не биде признаено името, да не биде признаен идентитетот комплетно, нели во склоп на тоа јазикот? Едно време ни беше оспорувана, тоест државата, откако се додека не дојда квислинзи на власт, кои шо ги продадоа поточно сите интереси на македонскиот народ. Ако најдеш некоја друга држава што направила повеќе отстапки и што повеќе пати била натерана од таа меѓународна заедница, колективниот запад, или модерно се каже од Епштејновата коалиција, ако постои друга земја која што толку пати била натерана да клекне на колена, тоа е Македонија. Тоа е македонскиот народ. И ти кажуваш дека тебе ти здосадило да го слушаш наративот на македонскиот народ дека од позиција на жртва. Па ние сме жртви на тие глобални превирања, на тие глобални курназлаци, на тие глобални амбиции. Поточно можете ова да го смените све што реков глобално во регионални амбиции на балканските крокодили. И просто јас не знам како до сега успеавме под таков притисок, под такви уцени и закани, како успеавме воопшто да се одржиме. Тоест, ние веќе се држиме на влакно. Името, господине Рангелович, ни е сменето. Историјата, на која што полагавме со полно право, ни е сменета. Географски сме ограничени до каде може да сметаме дека сме имале некоја историја. До сега кај што постојат физичките граници на Македонија. Немаме право да полагаме право на античката историја. Тоа е резултатот на годините минати под притисок, ставени во улога на жртва, ставени на олтарот за жртва, каде што очекува самите себе да се принесеме како курбан. За да можеме да задоволиме одредени апетити на наши соседни држави. Збориш многу добро гледале ти од горе дека ние немаме консензус, дека кој како политичар дошол, одел горе, се менувала власта во Македонија, одел горе во Брисел, различна вистина зборувал за Македонија. Дечко, тоа нема никаква врска со тоа што мислат и што сакаат повеќето македонци. Оваа држава, Рангеловичу, е создадена на пепелот на кралството на кралска Југославија. На пепелта на кралска Југославија. Оваа држава е создадена затоа што се собрале македонци во народно-ослободителната борба, формирале единици, одреди,
батальони, бригади, дивизии и така натаму, за да извојуваат, за да се изборат за своја држава. Македонци. Значи, сонот им бил да имаат своја држава. Тука нема место за паламудење консензус. Од кого сакаш консензус ти? Од оние на Заев, следбеници на сакаш консензус? Тие неќа да имаат нивна држава, тие неќа да постои македонски народ, тие неќа да има македонски народ со македонски идентитет, со македонски јазик. Да не беше толку голема реакцијата у времето на Заев, кога почна се да распродава, кога тргна и приказната со Бугарија, да не беше таква жестока реакцијата на јавноста. До сега, веруј ми, се ќе беше распродадено. Сега ти ќе беше Иво Рангелович, български политички аналитичар. Не знам на бугарски така како тоа го кажуваат. Тоа ќе беше. Така ќе ти пишуваше и во Википедија. И ќе пишуваше дека си учел основно школа в Бугарија на български език. Само ради жестоката реакција на тоа мнозинство кое што ти сакаш да го превидиш, демек не постои, демек у тоа мнозинство кое што не постои му го спротивставуваш она многу поголемо малцинство. Она малцинство кое што нема однос кон македонскиот народ, дали се потекнуваат од ист род без разлика или се од различна етничка групација, но нив баш ги заболе дали македонците некој ќе ги поништи како народ и дали ќе го избрише со гумичка нивниот идентитет и ќе ги прекрсти во појма неаму македонски бугарил, марсовци. Баш ги заболе, а ги заболе затоа што дечко немаат појма за сопствената историја. Немаат појма за тоа кои биле, што биле нивните дедовци, прадедовци. Појма немаат и што е најважно, за нив дечко све е на продажба. Ваквите луѓе се нарекуваат квислинзи или предавници на сопствениот народ, доколку припаѓаат од истиот тој народ, од истиот род збора. И тие не се сметаат како нивното мислење, не се смета како нормално размислување или појма неам, или суд. Како сакаат да изгледа Македонија у наредните 20 години, дали сакаат да биде во ЕУ, така што ќе осмени устава, дали не сакаат да биде во ЕУ, така што ќе води инат на ЕУ. Не бе, дечко, нивниот суд е ништовен за македонскиот народ. Тие се квислинзи, треба да бидат осудени, а не да сметаме на нивното мислење, на нивниот суд. И токму затоа не смееме да дозволиме ни подразно било кога да се вратат на власт. Било кога. И не смеа да се вратат на власт. Така што Брисел може да си гледа што сака. Брисел, како и ти, можете да гледате каква сакате разноликост во размислувањата, во ставовите на оние кои што живеат во Македонија. Но, за прашањата врзани со македонскиот народ, поточно за македонското прашање, имаат право Рангеловичу да одлучуваат само македонците и никој друг. Јебете се! Многу сум конкретен за разлика од тебе. Јебете се! Нема што за мене да одлучува некој си тамо квислинг или од некоја друга група, како сакате наречете. Не може да одлучува у моје име. Ама живеел тука со мене уста. Не може да одлучува у моје име. Може да се одлучува за прашања поврзани со неговата група. И чија група ја представува. У моје име не смее да донесе одлуки и да преговара за нешто што е мое, останато од моите дедовци. Дали до сега се разбираме за што збориме? А тоа, дека сила Бога не моли,
дека малите го прават тоа што мораат или слабите го прават тоа што мораат. Тоа го знае бе дечко, секој врапче да го прашаш на дрвоно. Ама проблем е што ние не сме врапчиња. Рангеловичу, народите не се врапчиња. Немаат толицог мозок. Исто толкаво паметење, колективно. Ти може да си помал од парамециум физички, но тоа тебе не те ослободува од правото да си ги браниш сопствените интереси пред очите на големите, пред очите на светот, доколку се загрозени. Една таква кланица као Првата светска војна, пошто презимето ти е на Ич, треба да знаеш. Една таква кланица како Првата светска војна започна затоа што е една држава, кај што се презиваат луѓето на Ич, Србија, одби да прифати ултиматум од тогашната империја Австро-Унгарија. А ултиматумот беше на убиците на престолонаследникот Фердинанд, сакаме да дојдеме ние лично да им судиме дури и во Србија. Ние да ја водиме истрагата. Тоа беше ултиматумот. Значи, не барале од србите да сменат јазик, идентитет, име, не. Но оние кои киднаа делот ова црна рака, како се вика у Србија, да дојдат австро-унгарски истражители, они да ја водат истрагата во друга држава. И они да ја донесат пресудата. Тоа беше ултиматумот, кој што србите мали никакви успоредба со австро-унгарците им кажа кој ве ебе. Сакате да се тепате, спремни сме. И тоа беше повод, прецизирам, повод да започне една таква кланица наречена Прва светска војна. Затоа што интересите на народите се вечни. Не можеш ти вечно да прифатиш, да лежиш, да клечиш на колена. Во таа смисла можеме да се сложиме дека Македонија треба да напушти позицијата на жртва, на клечење. Ама не така што ќе оди и ќе прифати наративот што е на Европска Унија или на Бугарија. Да рече, важи, не сум повеќе жртва, правите со нас како сакате, еве прифаќаме све и нема повеќе жртви да бидеме, ќе бидеме членки на Европска Унија. Не сме жртви, ама не сме ни народ. А меби сме. Безимени сме. Без ништо сме. И ако нешто прави оваа држава, господин Рангеловичу, треба да видиш дали нешто таа коката кола ти ставали у Америка, кој си учи. И право за право да збориме, господин Рангеловичу, ова власт, овие 2 години, и тоа како одбива да те поправам да ја игра улогата на жртва. Рангеловичу, ке ти повторам, оваа власт, наречија ВМРО-вска, мицковистичка, како сакаш наречија, овие 2 години, многу конкретно одбива да игра улога на жртва. Многу конкретно им кажува на оние кои што сакаат да направат поголема жртва од тоа што ја направиле до сега, им кажува отворено, не може више вака. Си имаме свое достоинство како народ. Не можеме до бескрај да ви одиме по кејфот, да ви правиме разни метани, кога ќе ви прдне на вас грците, кога ќе ви прдне на вас бугарите, кога ќе ви прдне на вас ЕУ. Ама ЕУ, загрозено ви е членство да е уклучено, отварање на уставот и пуштање на оние така наречени бугари уставот. Не боли патка. Не боли патка. Не може да влезат во уставот. Имаме причини зашто не ги пуштаме во уставот. Шо? Ке нападнете со војска? Бугарија со войска, една членка на НАТО би нападнала друга членка на НАТО, шо? Или на ваша членка, партнерка на НАТО, ки наметнете санкции од позиција на Европска Унија? Вистина, тоа планирате го направите? Па направите го, бе, људи. Направите го.
Па да имаме причина зашо и НАТО да го напуштиме. Оти малце е непријатно. Партнери у НАТО, вие нас, кога не можете више со војска да влезете по шептен, тоа срамотилаци ќе бидат, една членка на НАТО, бар санкции од позиција на Унијата да ни правите. Нема пари, нема ова, нема. Ај баш да видиме. Ке ни се фатите за таквоето. Втора работа. Тоа не заборавам никогаш да го истакнам. Луѓе, управо се ВМРО и нивната политика што ја води кон надворешната политика, кон Унијата, кон фашизоиднине бугари, кон сите. Зашто е правилна политиката? Затоа што они имаат доволно големи гомна се влезени. Не смеа да си дозволат да се занимаваат со нас. А уште помалце смеа да си дозволат дестабилизација на регионот у кој што припаѓа Македонија. И уште помалку може да си дозволат една таква Македонија, ситна поситна од прашинка, да им го начука гъс утре да им каже и на НАТО и на нив кој вебе. Си параме други партнери. Тоа ќе биде нивниот најголем срам, нивното најголемо понижување. А нема да можат ништо конкретно да направат, освен тамо да ни секнат плюс некои пари. Тоа мислам дека нема да го направат. И тоа мислам дека нема да го направат. Ке се обидуваат бугарите преку овој, преку оној, да бараат инвеститори да не доаѓаат овдека од Европска унија, од курсот. Нека бараат. Нека да видиме си најдеме други луѓе, светов е голем. А они се доволно големи говна. Од и ова што го играат со Русија, полека ги носи кон нуклеарна катастрофа. Полека, но сигурно. Повторно, конфликтот Русија-Украина се радикализираше до немај каде. Овој пат, си секој пат поголеми степена закан има дека може да им се случи воен напад на европските држави. Се поотворено најавуваат русите дека е таква разврска или таква продолжување на војната во Украина, еден такво проширување радикално дека е многу возможно. Па нема, вика, вие нашите градови да ги рекетирате па нема украинците, вика, да ги рекетираат нашите градови со оружје добиено од Запад, кое што го надуваат, кое што го наведуваат од сателити француски, британски, амерички, германски и така натаму. Ма нема тој филм, вика, да го гледате. Тоа е напад на цел НАТО врз Русија. И ке го јадете, вака им кажуваат. Ние нема да имаме долго време толеранција. Истото сега Путин им го каже кој што ги предупредуваше за Украина 15 години уназад. Ма и јаче. Не си играјте, ќе бидеме приморани жестоко да одговориме. Интересите на Русија ни се најбитни. Не може воени бази нуклеарни да ставате на 4,5 минути лет на ракета на од базата кај што е на северна Украина, тоест на како му доаѓа на исток, северо-исток до Москва. 10 минути лет на ракета или 4,5 минути, како беше. Кај им кажува, нема да го дозволиме тоа. Ќе направиме агресија на Украина. Нема тој филм да го гледате. Украина у НАТО, нема тој филм да го видите. НАТО бази Украина, северо-запад, нема да видите. Не му верува. Дингере. И сега, уште тој да беше јак, тој ќе ги победеше до сега украинците, ама украинците се борат. Украинците гинат. 2 до 3 милиона се официјални, но тие такво некој сега ги заборив како се вика извори официјални. 2 до 3 милиони жртви на двете страни. Тоа е резултатот што го плати Украина на олтарот на саможртвувањето, на кој што ги поставија Европската унија, Америка. Слично како нас, само што ние плаќаме со друго. Што добија? Што добија? Разрушена држава. 15 милиони раселени. Милиони кусур
Украинци само загинати, со се цивилно население зборам, војска и цивилно население. Тоа е цената што ја платија верувајќи им на овие горе. Како што и ние ќе платиме иста цена ако им веруваме на тие горе. Затоа што тие горе, збора, мислам за ЕУ, ниту еден конфликт на тлото на Европа не успеа да спречат, да го намалат интензитетот или да го сопрат. Али беј тоа како способни да ги започнат конфликтите, да ги потпалуваат конфликтите, но никогаш да ги сопрат. Па мораат да влегуваат американци со булдожер дипломатии, за која ќе се прелиеше чашата, тогаш барем да спречат уште поголеми масакри, па влагаа со булдожер дипломатии и ги решава проблемите. Пошто овие у ЕУ се луѓе неспособни. Неспособни се. Тоа е багра на неспособни первертити од прв до последен. А нека ме да кажеш ништо ново ако кажеш дека сила Бога не моли. Ама тоа нас не обврзува да играме цело време како што ни сакаат по нивни ноти? А дека треба да збориме гласно, дека сме жртви, сме жртви. Ние не глумиме жртви. Пак те прашам, кажи ми друг народ што бил принуден да направи толку отстапки на своја штета, колку што направиле македонците и Македонија. Еден друг народ, кажи ми, од кој што било побарано нешто слично, што беше барано од Македонија. Што ви ставаат бе у тоа коката колави кои идете у Америка? Како бе може така општо да гледате на стварите? И све нешто проблемот да го барате у своите. У својот народ, у своите политичари. Корумпирани биле, вакви биле, онакви. Океј, добро, да. Шо, ние не се на УЕУ корумпирани? А? До 90-ти знаеш шо беа Бугарија и Романија? Ти си помлад, прашај постари да ти објасна, да ти раскажат шо беа Бугарија, Романија, па и Грција. Па и не само Грција, и други од Европска унија. За криминал, корупција, каква владееше, за такви работи да ти раскажат. Ама тоа не значи дека сега нема, само се све у ракавици, пошто се они у ЕУ. Сега им свето у ракавици, усакоа од истата работа. Нема да мислиш дека нешто е сменето. Дека нашиве се толку оригинални, толку добри, у корупција и криминал, што нема подобри у Европа. Нема бе, дечко, тие се смешни работи да ги тврдиш. Не треба така, сепак у Америка си учел, треба да знаеш. За жал, криво ми е што има вакви, само, че не ги врејам, он може да си интелигентен, да си завршил јако школа и така натаму и така натаму. Но финта е како е обликуван у глава, неговата ментален склоп како е обликуван. Ако не обликуван, дека секогаш ти мора да си во криво, да, тоа е некојаш фин став, прво да тргаш од себе, дека ти си за некоја работа виновен, да се преиспиташ себе си, тоа не е лошо у некоја ситуација, ама не секогаш. Зашо сме криви ние? Што сакавме како и сите други народи, што која се распаѓаше старата Европа до падот на Берлинскиот зид, што сакавме како и секој друг народ да имаме нормална држава, да си одбереме нормален пат, нашето име, да си тераме по некој нормален пат, кој мислеше дека ќе се занимаваме 35 години со вакви работи, бе. Дека некој нема да ќе ти ја признаа државата, друг нема да ти ја признаа црквата, трет нема да ти го признаа идентитетот, јазикот, историјата и така на. Кој се надеваше на овие работи? Мислевме дека Европска унија, дека тоа тамо се подразбира, дека никој не смее да ти се меша во тие работи, дека е тоа мешање во внатрешни состојби во една држава. И сега тие, кои што најмалце дозволуваат мешање во нивните внатрешни работи, кои што очи би ти извадиле ако им кажеш дека не се словенци, не се бугари, не се хрвати, не се данци, не се германци, не се германци, очи би ти извадиле. Тие нас ни викаат
слободно извадете си ги очите, вие не сте тоа што сте, сте прифатиле дека не сте тоа што сте, дека сте родени без очи, ќори, затоа извадете си ги, тоа сте го ветиле, тоа е обврска, договор, чи договор на квислински, на квислинзи, на квислиншка власт, на предавничка власт, на камарила од веле предавници наречени Социјалдемократски сојуз кој што владеа со земјава 6-7 години и распродадоа се што е македонско. Не бе, нивните договори за мене се ништовни, ништовни. Немам никакво, како да кажам, никаква имам право да не ги почитувам максимално. Тоа е квислиншки договор, предавници го имаат склопено. Заради ова или она, дали зеле пари, дали биле принудени. Што ме боли, предавник што подпишал, тој не го подпишал тоа у моje име, бе, ја не сум должен да ги следам обврските што тој ги прифатил од позиција на предавник. Аман, ова и нашава власт треба конечно, не знам, не сум беве политичар, ја немам школу у Америки, немало кој у коката кола да ми стави дрога, па да зборам чудни работи, лабадап ствари. Ама ја мислам дека многу логично кажувам. Зашто би прифатил нешто што некој преговарал во моje име против моја волја? Како народ, како поединец на тој народ, како еден во мнозинството од тој народ, зашто би прифатил таква работа? Кој е тој што ме обврзува? Какви се тоа обврски што мора да се исполнат, пошто се биле преземени обврски? Од кого преземени? Од квислинзи? Па удавете се ако ги презимате обврски не од квислишка на СДС. Идете удавете се у капка вода. Тие обврски не смеа да ги уопште да ни влезат во било каква калкулација во глава за иднината. Какви обврски? Немам обврски кон нив. Кон нив како предавничка партија, како најголеми предавници на држава, имам обврска само да им направам обвинение и да ги турам у затвор. Од прв до последен сите што учествувале. Таква обврска имам, никаква друга обврска немам кон нив. Дечко, извини вака, ја бев многу, како што виде, пристоен, све. Не се фаќам за некои други работи што кажа да не станам непристоен. Вака се држам за некои ситници што каже колку некои работи да ова. Значи бев многу пристоен. Али тима нешто стано у коката кола ко си учил Америка. Нешто тима турено, а бе овде сум најтано како те лажа. Ганам. Ај се гледа.